започнуваме со предавање преку училница, овде наставникот по техничко образование Томислав Цветковски. Денес ќе се запознаеме со лекцијата регулирање на сообраќајот на крстосница со сообраќајна сигнализација. Цел е безбедно да учествува во сообраќај во непосредната околина како пешак и велосипедист. Крстосниците, каде што е поставена сообраќајна сигнализација, се нарекуваат регулирани крстосници. Сообраќајот на крстосниците може да се регулира на следниве три начини: содавање знаци на овластено лице, сообраќајен полицаец, со помош на светлосни знак семафор, со поставување на сообраќајни знаци. Регулирање на сообраќајот на крстосница со овластено лице. Кога сообраќајот е регулиран од страна на овластено лице, возачите се должни да постапуваат исклучиво по знаците на лицето што ги дава, без оглед на друга сигнализација што е поставена на крстосница. Ситуации кога полицаец дава соодветни знаци, знаците на овластеното лице се идентични со значењето на семафорот. Регулирање на сообраќајот на крстосница со семафори. Светлосните сообраќајни знаци семафорот тие може да бидат поставени на крстосница вертикално и хоризонтално, но и во двата случаи има исто значење. Црвеното светло на семафорот означува забранет премин, портокаловото светло што свети истовремено со црвеното претставува предупредување за учесниците во сообраќајот дека претходната забрана ќе заврши и ќе следи зелено. Зеленото светло претставува слободен премин за сите возила во тој правец. Ако на семафорот свети само портокалово светло, тоа претставува предупредување на возилата дека завршило зеленото светло следи црвено. Регулирање на сообраќајот на крстосница со сообраќајни знаци. Сообраќајни знаци за регулирање на сообраќајот на крстосница се: знак кој означува со правенство на минување на возилата што се движат во тој правец, знак кој се поставува на пат со правец кој нема правенство на минување, знак што значи задолжително зафирање, насока во која се протега патот со право на правенство на минување. Дополнителни светлосни знаци за регулирање на сообраќајот на крстосница. На сликата е прикажан дополнителен електронски светлосен уред со кој се покажува забележањето на светлосниот знак на семафор. Доколку времето на чекање подолго, возилото може да се изгасне, со тоа се намалува загорувањето на човековата средина. Напомањам, останете дома